Сите знаеме дека општина Битола уште со овој буџет предвиде средства со кои што се дефинирани активности, а се однесуваат на подготовки за воспоставување на мрежата во општина Битола за гасификација. Паралелно со ова знаеме дека се одвива процесот на поставување на примарната мрежа, кое што согласно значи она како е проектирано временски треба да биде за некаде 20 на месец. Бидејќи паралелно се одвиваат овие активности, ваква една работна средба е суштински значајна за да бидеме синхронизирани во нашите активности и да имаме ефект и постигнување на главната цел, односно обезбедување на гасоводната мрежа и користењето на гасот во нашата општина. Значи, до 2020 година е предвидено да стигне до општина Битола. Меѓутоа, паралелно со тоа, токму затоа изборуваме денес за ова, општина Битола треба да се подготвува и за мрежата која што ќе биде воспоставена во градското подрачје. Ние веќе согласно подготовките кои што ги правиме, ги имаме двете главни линии по кои што ќе се одвива мрежата во нашиот град. Имаме направено и досега веќе сериозен пристап на тоа кои субјекти стопански би можеле да се приклучат. Останува во следниот период агитирање, да кажам, од страна на општина Битола, што би значило максимализирање значи на пристапот на оваа мрежа, а со тоа и мотивација значи на граѓаните да се вклучат во истата. Согласно тоа каков ќе биде интересот на граѓаните, така и оваа мрежа ќе се шири. Тоа е всушност обврска што ја останува на општина Битола да во соработка со граѓаните всушност и во информирање на истите говори за благодетите на овој проект, да кажам. Националната мрежа планирана, подпишани се договорите испод датата која што имаме треба да стигне до јануари 2020 година. Но едно е да се донесе националната мрежа, а друга е мрежата да биде функционална. За таа работа треба да функционираат сите сегменти од општеството кои што се вклучени во проектот за гасификација. Тоа се општините, министерствата и институциите. Значи, ова треба да биде синхронизиран процес кој што ќе покаже дека институциите во Република Македонија можат и функционираат координирано и заедно во донесување на една изработка на еден проект од национален карактер. Ќе потенцирам уште еднаш, не е само бенефитот на финансискиот дел кој што ќе го има општина Битола. Бенефитот и врз радиото на граѓаните на општина Битола. Гасот како енергенс ќе допринесе и општина Битола да стане поатрактивна за инвестирање, а со тоа отварање на нови работни места, а со тоа исколемување на стандардот на живот во општина Битола.